Почитувани медиуми, почитувани граѓани на Република Македонија. Мерките на Зоран Заев и Зоран Атанасов за превенција на африканската свинска чума во земјата не даваат резултат. Нестручноста и непрофесионалноста го доведуваат под знак прашалник опстанокот на добиточниот свински фонд во Република Македонија. ВМРО-ДПМН како сериозна и одговорна опозиција активно ја следи ситуацијата со африканската свинска чума и неспособноста на властите и Агенцијата за храна да се справи со проблемот. Свесни за големиот економски и социјален губиток, доколку би се појавила болеста, а воедно и сведоци на несериозниот однос на државните институции кои што треба да работат на сузбивање на влез на ваква сериозна болест, искористувајќи ги нашите стручни капацитети, предлагаме сет на мерки кои што ќе значат заштита на оваа многу битна сточарска гранка во Република Македонија. ВМРО-ДПМН ги предлага следниве мерки. Под 1. Засилен надзор на Агенцијата за храна и ветеринарство и ловниот инспекторат во спроведување на мерката засилен отстрел на популацијата дива свиња, каде што во целост ќе се имплементираат основните биосигурносни мерки и хигиена на лов. Под 2. Засилен надзор на свињарските фарми кои Агенцијата за храна и ветеринарство ги проценила како фарми со висок или среден биосигурносен ризик за влез на болести. Под 3. Брза и ефективна ургентна мерка. Финансиска поддршка на сите регистрирани одгледувалишта во итна имплементација на високи мерки за биосигурност за одгледување на свиња. Под 4. Засилени контроли на личниот багаж на граничните премини за контрола на внес на анимални производи со посебно означени места на граничните премини каде што ќе се депонира ризичниот отпад. Под 5. Задолжителни воспоставени дезбариери на сите гранични премини на Република Македонија. Под 6. ЗЕЛС и локалната самоуправа во соработка со соодветните инспекцијски служби подитно да спроведат мерки за дислоцирање на слободно пуштените свињи на депониите, но и трајно истите да ги оградат или пак да ги санираат постоечките огради. Под 7. Да се одреди институција и лица кои што ќе ги прибираат сите релевантни податоци и ќе го нагледуваат нивото на реализација се со цел квалитетно доведување на веќе постоечките мерки. Под 8. Официјалните ветеринари, заедно со ветеринарните друштва, веднаш да излезат на терен и во радиус од 3 километри околу големите производни капацитети да формираат така наречени санитарни прстени, кои ќе имаат за цел превенција од влез на африканската свинска чума. Откако ќе ги детектираат критичните точки, а особено нерегистрираните одгледувалишта кои представуваат особен биосигурносен ризик, веднаш во соработка со локалната самоуправа да ги спроведат и применат сите законски мерки. Регистрираните одгледувалишта во овие зони да ја покачат биосигурноста или пак доколку тоа не е возможно, да се пристапи кон нивна депопулација врз основа на претходно донесените мерки. По 9. Итно информирање на јавноста во однос на досегашните резултати од спроведените испитувања на мостри од заловените диви свињи, а особено во критичните погранични подрачја кон Република Бугарија и Република Србија. Обемот на испитаните мостри да е во согласност со спроведениот отстрел на диви свињи, особено во критичните подрачја. По 10. Засилена контрола на редовниот увоз на свинско месо и месни продукти за присуство на африканска свинска чума, како и пратките на добиточна храна и суровини за потребите на фабриките за добиточна храна и самите фармери. Под 11. Зголемување на биосигурносните мерки во кланиците и фабриките за добиточна храна, а особено нивните транспортни средства кои што имаат контакт со свињарските фарми во текот на извршувањето на своите обврски. И 12. Покачување на јавната свест за опасност од африканска свинска чума низ предавање и обуки на сите чинители во подсекторот свињарство. Почитувани, се надеваме дека власта ќе има сериозен пристап кон ова наше укажување и без собирање на политички поени ќе се зафати за работа веднаш, затоа што свињарството е една од најпрофитабилните гранки кој што носи сериозен девизен прилив во Република Македонија, а воедно значи и екзистенција на многу семејства кои што екзистираат од оваа гранка. Доколку СДСМ не може да ги спроведе овие мерки, стоиме на располагање со нашите стручни капацитети да помогнеме за доброто на сточарството во Република Македонија. Свињарството е сточарска гранка која што во изминативе години се инвестирало премногу за да се постигне нивото кое што го имаме денес. Токму затоа не треба заради нестручност, некомпетентност и незаинтересираност да дозволиме да пропадне. Влегувањето на оваа болест во Република Македонија ќе значи долгогодишни економски штети. Ви благодарам.